Благодарам господине Џафери. Вака, овој закон кој што сега го имаме пред нас е само закон потпора за спроведување на законот на мафиите, законот за јавно обвинителство. Законот за мафиите го велам заради тоа што веќе станува јасно дека ќе има комплетна нееднаквост за граѓаните. Зошто? Се знае за кого ќе важат снимки, се знае за кого нема да важат снимки. За овие што се глави, нема да важат снимки. И мислам дека тоа од ден на ден станува се појасно и појасно. Впрочем и затоа Министерството за правда и парламентот бегаа од експертите, бегаа од укажувањата на експертската јавност, бегаа од препораките на експертите, заради тоа што на сите вас, почитувани колеги, ви е сосема јасно дека со овој закон ги амнестирате главите на мафиите во Република Македонија. Нека ви е честито, нека ви е трајно пријателството, соработката и така натака. Овој денеска закон кој што го имаме пред нас е само закон кој што треба да биде потпора овие како ќе се ставаат членови на Советот на јавни обвинители, каде што мафиите или мафијата треба да си го контролира кадровскиот потенцијал во јавното обвинителство. За да може повторно и во иднина да не се отвараат случаи во јавното обвинителство како и досега. Например, да не се отвори случај за Тето, да не се отвори случај за Фени, да не се отвори случај за Леонардо на Рашковски, да не се отвори случај за протокот на мигранти, организираниот проток на мигранти и тешки дроги во Република Македонија, да не се отвори случај за аферата со милионите во СЈО, да не се отвори случај за дивоградбите во Охрид, да не се отвори случај за камионите во Реки и така натака. Како што досега функционира јавното обвинителство, сега ќе биде само надградено и проширено. Заради тоа што овој закон тоа ќе го дозволи и ќе го насаджи. Ја не сум зачуден ни од колегите пратеници. Замислете, ние имаме министер за правда и заменик министер за правда, во чиј мандат се случува распад на СЈО. Тоа СЈО кое што го носевте вие на маичките и се крстевте дека ќе ја врати правдата во Република Македонија, кое што всушност стана најкорумпираното дувло во Република Македонија, каде што се рекетирале бизнисмени и се уценувале политичари, според исказ на вработени во СЈО, пред судски органи. Тоа се случи на овој заменик министер и на оваа министерка за правда. Се случи комплетна девалвација на целокупниот правосуден систем со највисоки оценки од граѓаните за недоверба кон правосудниот систем. Се случи партизација на јавното обвинителство, кој што не покрена ниту еден случај за актуелната власт, а дури ако сакате и за овие крупни критики кои што ги имаат пратениците за претходната власт, селективно за понекој, како почнавте да аплаудирате на луѓе од ВМРО, еден по еден, на сите ќе аплаудирате на крај. Исто така се случи и бегство на десетина крупни лица, завршувајќи со Агим Красничи, а почнувајќи со убиецот на покојното дете за кое што вашиве луѓе штрајкуваа по улица, викаа нема правда, нема мир, сега ги вработивте по влада како советници, го пуштивте од затвор убиец. И тоа се случи на министерката за правда и на заменик министерот за правда. Ама тие не сносат политичка одговорност според Бетијан, според Жаклина, според Маја, според Костадин, според Рубин, според Сашко, според Јагода, според Горан, според Јован. За тоа не треба да сносат одговорност, они се добри. Ама затоа што Рашела Мизрахи не ја тргнала таблата кај што пишува Република Македонија, таа мора во 4 и 10 сабајле да биде политички ликвидирана и разрешена. Па тука луѓе ги носеа пола пратеници, спиеа по пижами, ги носеа од Маврово, од Шутка, од ваму, од таму, за да гласаат тука во 4 и 10 сабајле, за да ја разрешат Рашела Мизрахи, зашто не ја тргнала таблата со Република Македонија, која што стоела таму од претходно. Ама дека избега Агим Красники, на Рената и ставија орден. Орден за успех од Социјалдемократскиот сојуз. Дека избегаа десетина други затвореници од крупни случаи, орден од Социјалдемократски сојуз. Тоа е вашата правда, тоа е вашиот мир или немир. И вие, колеги, тука си седите
И најголемиот достиг ви е да испаднете и во 3 минути 47 пати да го речете она северна. За да ви аплаудираат и да се надевате дека ќе добиете политичка милост од главата на вашата партија, коалиција, да ве стави на листа. И си гласате све. Рената е злато, заради тоа што избегаат затвореници, заради тоа што и се распадна ЈО, ама Рашела Мизрахи не чини, зашто не ја тргнала таблата од Министерство. И после вие тука во ходниците ќе ни викате, ама знаете тоа крупна политика, не знаеме ние, не знаеме ово. Знаете се. Немате политичка амнестија за незнаење. Ако не знаете, има еден институт што се вика оставка. Се што сте гласале е ваша одговорност. И овие закони, кои што ги пишува мафијата, вие ќе ги гласате и ќе си сносите и политичка и лична одговорност, дека сте дозволиле на мафијата да прави амнестија на кого сака, кога сака, и да си води кадрова политика во јавното обвинителство како сака. Да си селектира кадри, за да може да не се отвараат крупни случаи како Тето, Фени, Леонардо и така натакај и така натакај. Но Рашела Мизрахи да се спали. Рашела Мизрахи е најголемиот проблем во Република Македонија. Замислете. Не е проблем секојдневните афери во Министерството за здравство. Не се проблем вакцините, не се проблемите неуспешниот проект за клинички центар. Но Рашела Мизрахи е проблем. Не е проблем тоа што не го решивте проблемот со аерозагадувањето, а ги лажевте луѓето дека ќе го решите 3 години. Министерот и заменик министерот не треба да сносат политичка одговорност, ама Рашела Мизрахи да се спали. Не е проблем што министрите за инвестиции не ги знаеме како се викаат, а тие самите не знаат да набројат една инвестиција. Ама Рашела Мизрахи треба да се спали. Не е проблем што Мила Царовска остави околу 8000 фамилии и случаи со нерешени предмети за туѓа нега. Ама Рашела Мизрахи, која што најде проблем во тоа што Мила не работела, да се спали. Не е проблем тоа што Димитров пред 3 дена објавил оглас за вработување на лице во Министерството за надворешни работи и пишал да е државјанин на Република Македонија, исто како што Рашела оставила табла со Република Македонија, Димитров нема проблем, ама Рашела треба да се спаси. Не е проблем тоа што вие, колеги пратеници, нанесовте над 100 милиони евра штета на буџетот и на компаниите во Македонија со гласање на прогресивниот данок. Па потоа пупу не важи. Вие нема да одговарате, нели? Вие не сносите одговорност, нели? Направивте директна финансиска штета со вашето гласање и на буџетот и на компаниите. И вие, кои што направивте таква директна штета, вие вчера во 4 сабајле ја разрешивте Рашела Мизрахи само заради тоа што не ја тргнала таблата со името Република Македонија зад себе. Тоа е вистината, почитувани мои колеги, пратеници, аминџи и послушници. Тоа е вистината. Велите правда и правичност. Нема правда и правичност кога законите кои што ги носите има датуми од кога, што, за кого ќе важи. Законите ќе бидат праведни ако важат за сите подеднакво. Седнете. Еве Дуи може да се осмели, да се охрабри, прв пат да постави услов кој што нема врска со националните прашања. И да рече Дуи, например, има да важат снимките за сите. Или Дуи ќе рече, има да не важат снимките за сите. Што сакате, бирајте. Ама да важи подеднакво за сите. Ајде, бирајте. 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 Еве, колеги, вие од СДСМ, вие од ДОМ, вие од НСДП, од Алијанса, од БЕСА, бирајте. Не правете селективна правда. Не амнестирајте никого. Кажете, седнете, одлучете. Тоа што ќе го одлучите, јас ќе го поддржам. Само одлучете дали снимките ќе важат за сите или нема да важат за никого. А не да си пишувате датуми до 30 јуни ќе бидат докази,
до 15. септември 2019 ќе бидат индици, а после нема да важат за никого. Ма немој, молим ве. Најголемиот проблем, Благодарам. Поштувани колеги, на крај на овој мандат е тоа што Македонија нема парламент, за жал.